Венко Филипче останува цврст на ставот дека Бугарија не го негирала македонскиот идентитет. Сите што мислеле поинаку ги етикетира како медиуми, кои ширеле пропаганда, повторно не го гледа она што сите го гледаат и не го слуша она што сите го слушаат. Покрај идентитетот немала проблеми со македонскиот јазик, пак повтори дека уставните измени морало да поминат, а за се што е против неговите гледања виновни биле власта и медиумите кои не му се допаѓаат. Како вие се чувствувате како македонец? Како Бугарија ви го загрозила идентитетот? Како ви го загрозила идентитетот? Еве, кажете како ви го загрозила. Дали вие поради нечии размислувања и така натаму се чувствувате поинаку? Ако има бугарско малцинство, сосем различно од македонскиот народ, како нашиот идентитет е загрозен? Следно, јазикот. Како е загрозен? Еве каде е се јазикот потврден во Обединените нации, во Европска унија. Премиерот Христијан Мицкоски изразува жалење што повторно во Македонија има политичари кои одлучиле да коленичат пред туѓи интереси, наместо да застанат рамо до рамо со владата во одбрана на националните интереси. Претпоставувам дека претседателот на СДСМ се уште ужива во ние забави во Дубај под импресија на музицирањето на еден српски фолк автор и пејач. И занесен од сето тоа, а богами и заслепен, не успева да види нити да слушне тоа што се случува од 2022 година па наваму, односно од моментот кога владата на СДСМ и ДУИ ја прифати таа историска капитулација. Филипче пак повторно реши да дава лекции до медиумите како треба да информираат, па сега дури со прст покажа кон екипата на ТВ Алфа, велики дека сме ширеле лажни вести. Треба да се информира реално јавноста, објективно, а не да учествувате во пропагандата на премиерот. Да креирање внатрешни непријатели, лажни вести и така натаму, и да креирате непријатели од соседите, бугарите, грците, зашто не е тоа у духот на добрососедските односи. Еднаш ги укина фреквенциите на медиумите кои што ширеа лажни вести. Еве, дел и тука има кај нас. Исто да ја подгреваат антиевропскиот наратив и политика. Спротивно од тврдењата на Филипче е и официјална Софија, како и новиот премиер на Бугарија Румен Радев, кој неколку пати има порачано дека уставните измени се само почеток, а Бугарија ќе има и други услови на европскиот пат. Вписването на българите в Конституцијата е преди началото на преговорите е задължително, но недостатъчно условие. Не по-малко важно е да има ясни механизми и измерими критерии за изкореняване на десетилетната политика на дебългаризация, кражба и фалшификация на българската история, за възстановяване на разрушени паметници и знаци на българщината по тези земи. Под палката на СДСМ во партнерство со ДУИ, Зоран Заев, а потоа и Димитар Ковачевски прифатија се што Бугарија побара. Прво беше потпишан договорот за добрососедство, потоа го прифатија и францускиот предлог со кој се согласија на уставните измени, како и билатералните протоколи со кои се негира македонскиот идентитет, како и многу други отстапки кон официјална Софија, кои станаа услов на европскиот пат на Македонија. Филипче сега вели дека требало да се прифати резолуцијата која предлага неговата партија, а која предвидува уставни измени да се направат веднаш.